Општините од Истокот со низ за проекти аплицираа на вториот јавен повик на влада за подобрување на инфраструктурата во својата општина. Општина Штип ќе добие 6 милиони евра, а распишана јавна набавка за реализација на 6 проекти. Ќе се гради булеварот пред влезот во населбата Три чешми. Прв пат ќе се постави скада системот преку што јавното предпријатие ИСАР ќе има увид во загубите на вода. Ќе се изгради сообраќајница која ќе ги поврзува средното медицинско училиште Јане Сандански со новата клиничка болница, а ќе се работи и на реставрација на тврдината ИСАР. Во општина Карбинци ќе се работи на изградба на тротоари во селото Карбинци, реконструкција на пат во село Таринци, осветлување на кеот на Козијачка река, како и регулација и уредување на каналот Гирен во село Долни Балван и изградба на плоштад. Во општина Виница се најавува голем градежен бум ова лето. Капитални проекти во вредност, ако веќе спомнам дека за претходната беа 40 милиони, за оваа година се предвидени 120 милиона, тоа значи 160 милиони денари, нешто кое што никој пат досега не било во општина Виница, значи тоа ќе биде еден голем градежен бум, инвестициски и не само тоа, ова ќе продолжи во наредната година и во наредните 2 години. Така да мислам дека граѓаните на општина Виница ќе видат разликата од одењето на оваа влада за разлика од претходните. Во вториот повик на владата подпишани се 828 договори со општините вредни 225 милиони евра, а во периодот кој следи ќе се градат улици, патишта, тротоари, булевари и слично. Проект има во сите општини во државата. Од првиот повик над 40% од проектите се целосно завршени, а останатите се во напредна фаза и главно се инвестира во помалите и рурални општини. Како што истакна министерот за локална самоуправа Златко Перински, вкупно има 1116 проекти, плюс дополнителни 85 проекти од Бирото за регионален рамномерен развој. Од општините во Истокот со најмалку проекти аплицирала општина Бирово, односно со само еден проект.